Сметам дека ВМРО ДПМН е веќе очајно кога зборува за судството. Сакам јавно да ги прашам до кога Венко Филипче и СДСМ ќе им бидат криви што не можат да спроведат ништо, ниту една реформа. Година и пол дена наназад поставуваат своји судии, своји обвинители, само го партизираат судството, нема ништо суштински од спроведувањето на реформите. Јас бев тој кој што понуди врака, бев на состанок кај премиерот да направиме заеднички работни групи, да се спроведе реформската агенда. Досега не е донесен ниту еден реформски закон од сферата на правосудството. Од 12 кои што требаше да се донесат оваа година, 7 од нив до јуни 25-та, уште 5 до нова година, од вкупно 12, ниту еден не само што не е донесен, не е ниту поднесен од страна на Министерството за правда во собранието. Очигледно е дека ВМРО ДПМН сака да го контролира судството. Не може партиски портпароли да кажуваат кој треба да биде зад решетки. Тоа треба да го каже независно и целосно функционално судство. Тоа го бараат граѓаните. Сакам да им порачам дека се прочитани како буквар. Еднаш граѓаните тој филм го гледа со партизирано судство, кога го користеа да се закануваат, да користат политички, да го користат како инструмент за политички прогон. Репризата на филмот ниту некој сака да гледа, ниту пак поминува и сметам дека граѓаните треба да ги казнат на изборите за ова однесување. И благодарам.